Денеска зборуваме за правилно и неправилно верување. Немам конкретно поставено наслов кој што ќе го дефинира ова што денеска ќе ви го споделам. Меѓутоа вака би почнал: да веруваш во Бога на својот начин и да очекуваш резултати во твојот живот или плод на твојата вера, тоа е исклучено. Такво нешто не постои. Луѓето веруваат на својот начин и очекуваат тоа верување да донесе промена и резултати во нивниот живот. Но тоа е погрешно, исклучено е, не дава резултати. Тоа е карактеристично за нова епоха доктрините и за религиозните правци. Таму работи совеста од типот запалив свекичка, оставив 100 денара, ми се исполни желбата. Тоа веќе е искривено. Библиското верување е она кое што го откриваме во Библијата, во Светото Писмо. Има како ние можеме и треба да веруваме во Бога. Не на својот начин, туку на Божиот начин. И затоа би рекол дека постои само правилно и погрешно верување. Некој верува дека Бог е должен да ги чува здрави и живи и безбедни, бидејќи редовно одат во црква, даваат донации во црква, тие не помислуваат дека би можело некакви непријатности да имаат, бидејќи си плаќаат со донациите, со десетоците, си плаќаат небесно security за нивниот живот и за нивното семејство, така размислуваат. Ако живееш похотно, ако живееш светски и ако живееш приврзан за материјалното и таму ти е надежта, ако живееш неодговорно за своето здравје, тогаш како тоа Бог е должен тебе да те пази здрав? Како тоа тој треба да те чува од светски влијанија, а ти си сегде присутен во светот, легнуваш по ноќевите, јадеш нездрава храна? Како тоа се има такво очекување дека треба да си одличен, здрав, благословен, а при тоа начинот на живот и твоето верување укажува дека не е според она што е по Божја волја. Прашањето до сите нас ми е: дали се преиспитуваме некогаш како живееме? Се преиспитуваме дали ни се добри нашите однесување и постапки или не? Дали во тоа преиспитување се охрабруваме или се осудуваме? Мора да бидеме внимателни, бидејќи Светото Писмо ни покажува многу примери за тоа како христијаните треба да живеат. Во Дела апостолови знаете за Ананија и Сафира. Продадоа нивата, се договори еден дел да скријат од парите, другото да го изнесат пред апостолите, излажаа. И како тоа се манифестираше со што? Со смрт. И дали сега тука треба да се зборува дека ако твојот десеток, да речеме, е 3000 денара, а ти го прикажуваш дека е 2000 денара, кој го прави проблемот? Бог ли го прави проблемот? Пасторот ли го прави проблемот? Кој го прави проблемот? Ти го правиш проблемот. Зошто го правиш проблемот? Бидејќи дозволуваш преку лагата непријателот да влија и да влезе во твојот живот, да има разорно дејствие како врз тебе, така и врз семејството. Иако одиш во црква, иако наводно си лојален и верен, твоите постапки покажуваат дека имаш поделено срце. И јас дали ќе знам или нема да знам, мое. Ама мораш да знаеш дека Бог гледа она што е скриено. Пред Него е откриено. И тоа не треба да те плаши, тоа треба да те радува. Затоа што кога тој има увид во тебе и што поминуваш ти со сам себе, тогаш лесно можеш да повикаш кон Него во тежок час и тој ќе те избави. Како што пишува: повикај ме во тежок час и јас ќе те избавам. И Бог не избавува постојано од последиците на нашите погрешни верувања. Верувањата, ако се погрешни, не водат да правиме погрешни избори, да лажеме, да криеме, да лицемериеме, да завидуваме. Сите тврдиме дека веруваме во Бога и тврдиме дека веруваме во Господ Исус Христос, во делото што Тој го изврши за нас, нели, на крстот, за тоа што Тој обезбеди за нас. А што обезбеди? Искупување, спасение, што друго? Простување на гревовите, исто така исцелување, помирување со Бог Таткото. Што друго? Благослов на место проклетство, така ли е? Слава на Бога да биде.
И ние тоа го веруваме, така? Но тоа што ние го веруваме внатре во срцето е различно од оно што го зборуваме. И некогаш зборувањето значи е различно од она што го мислиме и го веруваме во нас. И според искажаните зборови што излегуваат од нашата уста, ние го тресираме нашиот животен правец. Зошто тоа е важно? Затоа што она што го исполнува твоето срце, тоа излегува од твоето уста. Ама ти тврдиш дека веруваш во Исус. А од устата ти излегува што? Вера ли е во Исус кога кажуваш ќе се умира? Кога кажуваш тежок е овој живот? Вера ли во Исус е кога кажуваш срцево ќе ми пукне? Глупава проста земја, банана република? Тоа верба ли е во Исус? Идат лоши времиња, дали е тоа верба во Исус? Тоа е пророштво што излегува од твојата уста, прогнозирање. Личи ли на еден човек кој што е помазан и движен од Светиот Дух, од неговата уста да излегуваат зборови на песимизам и песимистички пророштва и прогнози? Кој ќе биде одговорен за тоа? Господ ли е или ти си? Секој сам си одговорен. Зошто? Затоа што пишано во Светото Писмо, смртта и животот се во власта на јазикот, така е. Ако ти имаш погрешно верување, кое го сметаш меѓу другото за вистинско, пазете што кажав, тогаш ти погрешното го изјавуваш и тоа започнува да се манифестира во твојот живот, иако тврдиш дека веруваш во спротивното, дека веруваш во доброто. Пак ќе повторам. Ако ти имаш погрешно верување, пример дека нешто лошо ќе се случи, и ти тоа си го земал здраво за готово како твоја вистина, тогаш тоа ќе го зборуваш на еден или друг начин и ќе донесе одредени последици. Иако тврдиш дека веруваш во Исус. Јас како пастор не можам да бдеам и да ги снимам вашите изјави. Вие сами сте одговорни за вашата уста, за вашиот јазик. Но многумина од луѓето кои што се разболуваат бидејќи се труеа со сопствената реч. А сме учени во црквата дека треба да сме свесни што излегува од мојата уста, било да е за работа, било да е за проект, било да е за некој човек. Например, некој верува дека Бог казнува и дека Бог е строг и дека ќе наплати за се што човекот направил. Дали е тоа точно? Точно е за оние кои што не се помирени со Бога и не го прифатиле Исус Христос за свој Господ и Спасител, бидејќи нивните гревови не се измиени со пролеаната Исусова крв. Не се простени, не се помирени со Бога. Точно е. Тие кои ќе се појават пред Бога, нив ќе им биде судено според законот, а тоа се луѓето што не се спасени, ја игнорираат или ја потценуваат Исусовата жртва. Во Стариот Завет во минатото, да се жртвува животно, беше со цел да се прикријат или покријат гревовите. Но Исусовата жртва е совршена и неговата крв целосно ги измива од нас сите гревови. Без Исус нема целосно простување и измивање на гревовите. И затоа тие што не се во Исус и не се спасени, се подложни на осуда. А оние што ќе поверуваат во Исус, примаат вечен живот по милост на Господа. Така ли е? Вие тоа добро го знаете, меѓутоа прашањето ми е, доколку сте спасени, доколку си спасен, и сепак не се доживуваш како Божјо дете, не веруваш дека Бог те сака и дека сета казна за твоите гревови ја платил Исус на крстот, тогаш ти ќе имаш старо верување, кое што не е валидно за новородените христијани. Сета казна за тебе знаеш дека ја плати Исус. Но ако тоа не го веруваш во срцето и не го изговараш усно, вербално, нема да има практика и нема да го видиш бенефитот од тоа што Исус го возможи за тебе. Бидејќи верата, ако се има, таа треба да се исповеда, да се изнесе гласно, нели е така? Исус Христос беше мачен, понижуван, онеправден и преживеа смрт со страдање и распнување на крст. Заради кого? Заради тебе, мене и за целото човештво. Кога тоа го примаш дека е валидно за тебе, го примаш со вера,
Тоа станува валидно во тебе и треба да направи промена во начинот на твоето верување. И тогаш осознаваш дека Бог не те казнува, бидејќи сета казна ја плати Исус наместо тебе и заради тебе. Но ако ти тврдиш дека си христијанин, а при тоа не веруваш во ова што Исус го направил, само како историски чин го искусуваш, но не во твојата практична духовност секојдневно, ти тогаш ќе имаш мешано верување во тебе, народни приказни и легенди, и ќе си мислиш дека штом си намигнал на комшиката, следува гром од небо, што ќе те удри, ќе те разболи, ќе те умре. Менталитетот е многу присутен дека Бог е строг, дека Бог е опасен, дека казнува. Да, за оние кои што не се во Христос. Но, ако веруваш во Христос, што вели Словото? Нема осудување за оние кои што се под закрила на Исус Христос. Римјани 8 глава, 1 стих. Ако ти не веруваш во правилното, кое што е библиско поставено, дека Исус плати за твојата мастурбација од некна, ако не веруваш ти во тоа, ти ќе останеш врзан во твојот грев. И постојано ќе го повторуваш гревот. И ќе имаш зависност од порнографија, мастурбирање, цигари, алкохол и така натаму и така натаму. Ако тоа се случува и сте во тој вртлок, тогаш пак ќе се стремите со своите добри постапки да се приближите кон Бога. Ќе викате, пасторе, вклучиме во служба, вклучиме во ова, во она. Зошто? За да си ја исперете совеста и да се прикажете дека сте добри, да се помирите со Бога со добри дела и постапки. А во Словото пишува дека никој со своите постапки не се оправдува пред Бога, туку само преку вера во Исус Христос и преку благодата на Бога. Нели е така? Значи, сите напори се залудни ако ти со своите трудови, со своите залагања сакаш да го исправиш твојот однос со Бога. За да не влегуваш во тој циклус нападни стани, или денеска грев, па после се кајам солзите, па другиот ден истото, па по една недела истото, за да излезеш од тоа, треба да го промениш системот на твоето верување, погрешното верување да го детектираш и да го замениш со вистинско верување. Зошто? Затоа што правилното верување води во правилен живот. Погрешното верување води кон погрешен живот. Да веруваш правилно значи библиски. Библијата вели дека Бог е благ. Ќе ви прочитам Римјани 11 глава 22 стих. Гледај ја пак Божјата благост и строгост. Строгост кон отпаднатите, а благост кон тебе, ако издржиш во благоста. Воспротивно и ти ќе бидеш отсечен. Да повторам. Гледај ја пак Божјата благост и строгост. Строгост кон отпаднатите. Кои се отпаднатите? А благост кон тебе, ако издржиш во благоста. Воспротивно и ти ќе бидеш отсечен. А што значи тоа да издржиш во благоста? Значи да се потпираш на Бога верувајќи му. Ете тогаш ќе опстоиш. Не да се потпираш на себе и на својата волја и сила, туку да се ослонуваш во целост на Бога. Воспротивно, ако тоа не го научиш, ќе се вратиш на твоите религиозни ритуали, клекни, стани, свекички, водички, парички и така натаму, марифети, јајциња за Великден, гранчиња за късмет и бадникови и така натаму, и на тој начин погрешните верувања те држат во заблуда. Дали разбирате? Видете вака, во Стариот Завет беше правилно верување прво да се покаеш, ако сакаш да ти биде простено. Да принесеш жртва, за да се покријат твоите гревови. И тоа верување беше валидно во Стариот Завет, додека владееше законот. Но во Новиот Завет тоа веќе не е валидно, бидејќи жртвата е веќе дадена преку Исус. Самиот Исус е жртвата за нас, жртвеното јагне. Преку Новиот Завет осознаваме колку сме возлюбени од Бога и разбираме што Исус направи за нас. На тој начин манифестацијата на Божјата благодат доаѓа во нашето срце и добиваме откровение за тоа колку Господ нас не сака. Ете таа љубов или таа блага вест
те привлекува кон Бога и те одрпнува од светот, те отргнува од светот и од канџите на ѓаволот. Бидејќи преку Исус се случи манифестација на благодат, видете луѓе, мора да разберете што е благодат на правилен начин. Инаку нема да обстоите ниту во црквата, ниту во односот со Бога. Затоа, како пастор, сум одговорен да го дефинираме ова верување во вас. Правилното верување го определува начинот на живење, да биде правилен начин на живење. Погрешното водење води во погрешен начин на живење. Како се воочува таа разлика што е правилно, што е погрешно? Преку плодот на верата. Доколку твојот плод е избувливост, критикување, постојано незадоволство, негодување, ова не ми е, ова не. Доколку исто така тој плод е материјализам или врзано за парите, завист, лицемерие, неморал, тогаш ти си започнал да живееш според телесните сили, според религијата и законот од Стариот Завет и си е погазил благодата. И во таква состојба лесно почнуваат да испаѓаат стравови на површина, грижи, слабости, напади од демони и така натаму. Значи, твојата вера нема адекватен плод. Имаш христијанска опаковка, но немаш преобразба на карактерот. Но кога си под благодата, плодот од тоа ќе биде радост, препуштеност, љубезност, љубов, реално согледување на ситуациите во животот, превземање одговорност за своите постапки, трпение, благост, искреност. Зошто? Зошто тоа ќе биде плодот? Што мислите зошто? Затоа што подпирајќи се на Бога и на Божјото дело преку Исус, не се подпираме веќе на себе си и сме веќе во позиција да дозволиме духот на благодата да води во нашиот живот. И кој е тој дух на благодата? Светиот дух. Тој ја носи благодата на Господ во нашиот живот. Колку повеќе не води духот на благодата, толку повеќе се изразува плодот на Светиот дух. Значи, колку повеќе тој дух дозволуваме да не води по патот на благодата, толку повеќе плодот на тој Свети дух ќе се изразува низ нас и преку нас. За да имаме ние манифестација на Божјото присуство во нашиот живот, да дозволиме Господ да интервенира на нашето работно место, во бракот, во семејството, врз нашите деца и воопшто во сите области на нашето постоење, потребно е да дозволиме кормилото на животот да го има Господ. Не да контролираме ние. Потребно не е веќе жртвување овци, јагниња, свињи и така натаму. Не е потребно да се дава курбан. Не е потребно да задоволиш религиозен критериум што се наметнува, треба вака, треба така, треба ова, треба она. Што е потребно? Потребно е само да научиш да веруваш во Бога, да поминуваш време со Него, да имаш релација со Него. Ете, тогаш има промени, но првата промена која што се случува е понизно срце. Првата промена кога ти општуваш со Бога и си во блиска релација со Него е понизно срце. А тоа понизно срце е способно да се променува. Способно е да учи, да послушува, да изразува позиција на миење стапала. Дали таа позиција ја имаш во срцето кога некој те нервира, те вади од такт? Пример, дали кога ќерка ти која те нервира и ја соочуваш со критики, после тоа си спремна да клекнеш пред нејзи и да ги измиеш стапалата. Или ако си маж, дали критикувајќи ја својата сопруга, бидејќи наводно нели секогаш си ти во право, дали ти кога ја укажуваш да она се коригира пошто нели пола е фалична, дали кога си во позиција постојано да укажуваш на нејзиното подобрување, дали веднаш потоа си во позиција да клекнеш пред нејза и да ги измиеш стапалата? Не знам дали бев доволно јасен. Еве за мажите конкретно, пошто нели мажот е глава на куќата, така е. Меѓутоа мажот пак треба да биде оној што прв ќе остави пример на својата жена. Дали кога и наоѓаш забелешки на својата жена дека треба да е ваква, таква, онаква, со целиот список и со ораторските способности што ги имаш, дали после тоа си способен
Да клекнеш доле и да ги измиеш стъпалата на таа жена. Не. И тоа се вели религија и гордост, или религиозна гордост, отсуство на понизност. Ами ако ти си толку умен и паметен, оратор, речит и така натаму, и обштиш со Господа, тогаш првата индикација ќе ти биде да ја зборуваш вистината, ама со љубов. И тоа ќе биде проследено со постапка, што значи да си понизен вистински. Не на уста, да го покажеш тоа на дело. Клечејќи пред нејзе, да ги измиеш стапалата, како што Исус му ги изми стапалата и на Петар, кој што подоцна го предаде. Совршен ли беше Петар во таа позиција кога Исус му ги миеше стапалата? Совршена ли треба да биде ќерка ти, син ти или жена ти, за ти тогаш духовниот чин на миење стапала да ги направиш, да ја почастиш? Затоа ако го зборуваме за понизно срце, прво треба да тргнеме од сами себе си, без разлика дали сте мажи, жени, дали сте родители или пак сте деца. Бидејќи ако си со Исус во единство и имаш правилно верување, тогаш ќе бидеш како Него. Светиот Дух, кој што те води во животот, нема од тебе да направи филмска звезда. Нема да направи егоцентричен човек, туку тој Дух на благодата ќе направи благост во твоето срце, кроткост и понизност. Исус укоруваше. Особено оние кои што беа учители на Мојсеевиот закон, фарисеите и садукеите. Зошто укоруваше? За да ги превоспита сите и да ги научи на љубовта Божја. Кој ќе каже амин? Тој не ги критикуваше по слабите и не ги воспитуваше на начин да ги понизи, да ги деградира. За сите имаше сомилост, сочувство и разбирање, особено за проститутки, царинарници, грешници. Но критиките ги упатуваше до оние кој што наложува стандард според законот. И затоа велам, ако се живее по благодата, тогаш благодата го променува ставот на срцето. Бидејќи ако знаеш дека тебе ти е простено, без да заслужиш, тогаш колку и некој да те извадил од такт и те изнервирал, и ти ќе му простиш, иако и тој не заслужил да му биде простено. И ти ќе простиш без да побараш сметка за тоа зошто тој и тој така и така се однесувал кон тебе. Господ тебе не ти побара сметка за зошто ти така и така правеше во животот. Тој ти прости. Ако си го примил тоа, тогаш практикувај го и ти кон другите. Ако си видел добро, тогаш тоа добро примени го. Во сите релации, во сите области од твојот живот. Зошто и накаде одам со темата? Одам слоевито, се спуштаме малку подлабоко. Мора да внимавате во што верувате. Бидејќи ѓаволот, вие знаете дека ѓаволот доаѓа само да украде, да заколи и да уништи, така, да погуби, да растури. Но тој не може туку така само да дојде и туку така да ограби и да го земе Божиот благослов. Туку е потребно да добие дозвола од вас. Како ја добива таа дозвола од вас? Дали знаете? Кога му давате, што? Му давате можност, кога ќе ве заведе со погрешни верувања, вие ги прифаќате тие погрешни верувања за вистински и реални, ете тогаш му давате дозвола, му давате виза, му давате пристап и до вашите деца, и до вашите бизниси, и до вашето здравје. Например, ѓаволот ти шепоти во умот и ти вели вака: гледаш, сите си имаат свој живот. Никој не се грижи за тебе. Ајде, почни да се грижиш за себе. Ставај пари настрана за црни денови да ти се најде. Нели така шепка ѓаволот? И на овој начин ѓаволот сака да те стави во позиција да не се потпираш на Бога, туку на себе, способноста да заработиш, да се потпираш на парите, а и мотивот кој што ти го всадува е за да ти штедиш. Зошто? Заради грижа и страв. Ако ти го послушаш и поверуваш во тоа погрешно верување, потпирајќи се на себе си, ќе станеш горд, несвесно ќе се оттргнеш од Божјата рака и нема да бидеш во течение со Божјата благодат. А Бог вели во 1 Петрова 5 глава 6 до 9 стих: понизете се под крепката рака Божја, за да ве воздигне кога ќе дојде времето. Сите ваши загрижености префрлете ги врз него, зашто тој се грижи за вас. Бидете трезвени, бидете будни, зашто вашиот противник ѓаволот обиколува како лав што рика и бара некого да проголта.
Спротивете му се со тврда вера, знаејќи дека таквите страдања ги снаоѓаат и вашите браќа по светот. Амин. Значи имаме целосно предупредување и насоки од Словото, само треба ти тоа да го спроведеш и ќе имаш плод на правилното верување. Што вели тоа правилно верување? Дека целосно треба се да предадеш во Божји раце, да се понизиш, да не се грижиш за ништо, но исто така да си буден, трезвен. Ако забележиш дека доаѓа тој тивок глас кој што шепоти, се е страв, се е грижи, ти не да молчиш да го слушаш и да го прифатиш, бидејќи ако го прифатиш му отвараш вратата да влезе во твојот живот и во твојот ум, во твојот систем на верување, туку вели спротивете се на вашиот противник, кој што обиколува како лав што рика и бара некого да проголта. Значи на кого се паѓа одговорност? На тебе. Што треба да направиш? Да се спротивставиш и да не се грижиш, така? Прашањето ми е, дали некој од тука од вас се грижи за пари? За животот, за иднината? Не, нема, нели? Алелуја, слава ти Господе, еве, одма се случи трансформација, промена. Супер, само да е вистина ќе биде преубаво. Верувам дека е, верувам. Меѓутоа, вие преиспитајте се. Ако такви мисли доаѓаат и ги допуштите до вас, тоа значи дозвола на ѓаволот. И кога тој ќе влезе, тој ќе ви го украде благословот. Ќе ви го украде мирот од Бога. Ќе ви украде визијата за иднината. Бидејќи обременети со грижите што ќе јадам, што ќе пијам, ти нема да видиш дека имаш иднина по Божја волја. Друг пример е обвинувањето. Ѓаволот сака да те натера да се чувствуваш виновно. Тој обвинуваш сотона. И многу често ѓаволот ќе те убедува дека ти си крив за се. Крив си за мајка ти, за татко ти, оти си во таква состојба. Крив си што времето е облачно. Крив си за државата. Крив си за овој, крив си за оној, крив си за се си ти крив. Дежурен кривец. Кривец зошто децата биле разгалени, зошто економијата е слаба, зошто кровот тече, зошто се расипа машината. Ти си крив, разбирате ли? Зошто ви го објаснувам? Бидејќи ѓаволот ужива во тоа да наметнува вина. Целта е да ве доведе до таа состојба на обвинување, на страдание од вина, или пак ако не се случи тоа со вас, да ви наметне дека Бог е крив за сите ваши неуспеси и несреќи во животот. Затоа што не сте мажени, не сте женети, немате работа, ви се случила несреќа или нешто слично, Господ не ве сакал, Господ е крив. Целта е да предизвика револт, гнев, бунт кон Господ. Зошто? За да се откажеш од верата, да заборавиш дека си оправдан преку Христос, да го показиш Исусовото дело и да отпаднеш од црквата, односно од благодата, да се откаже. Тоа му е целта. А Словото вели, ни резултатот од Божјиот подарок не е ист со последиците од Адамовиот грев. Од гревот на тој еден човек произлезе осуда за сите, додека од Божјиот подарок добивме оправдание, иако сме виновни за многубројни престапи. Значи, како што еден престап доведе до осуда на сите луѓе, така преку едно праведно дело дојде до оправдување што им носи живот на сите луѓе. Римјани 5 глава, 16 и 18 стих. Во 2 Коринтијани 5 глава, 21 стих вели, зашто оној кој не знаеше грев, Бог за нас го направи грев, да преку него ние да станеме Божја праведност. Значи, ѓаволот те обвинува за твоите слабости, за твоите постапки, за тоа што си гледал лош филм, за тоа што си погледнал со завист. И тој ќе ти ги бара твоите слабости, постојано да ти ги изнесува на тацна, се со цел да се почувствуваш виновно и недостојно за Господа. Но што и да направиш, треба да знаеш дека Божјата сила, Божјата љубов, Божјото искупително дело преку Христос е поголемо од твоите слабости и твоите гревови. И затоа, наместо да тонеш во вина и да плачеш и да квичиш, ќе станеш како војник и ќе кажеш, оној што не знаеше за грев, Исус, Бог го направи да биде грев за мене, за преку него јас да се стекнам со Божја праведност. Јас сум Божја праведност преку Христос по милост на Господа. И така ќе се спротиставиш на вината. Друг пример е, кога ѓаволот ти наметнува мисли дека животот е тежок, дека ќе немаш, дека си сиромашен и беден, дека не те заштитува иако одиш во црква, даваш десеток, сепак тебе ти се случуваат непријатни работи. Ако ова го прифатиш за вистина, го поверуваш и негде позади го чуваш, ти ќе го погазиш она што Исус го кажува.
Што кажува Исус во Јован 10:10? Крадецот доаѓа само да украде, да убие и да погуби, јас дојдов за да имаат живот и да го имаат во изобилие. Амин. Штом поверуваш во мислите и зборовите на ѓаволот кои ти влегуваат во главата преку интернет, преку вести на телевизија, преку колеги што си пиете кафенце и зборуваат негативни работи, тогаш ти ќе заборавиш дека Исус дојде да даде живот во изобилие. И наместо да ја доживееш реализацијата на овие Исусови зборови дека дојдов да ти дадам живот во изобилие, ти ќе го доживееш резултатот на она погрешното што си го приимил во себе за своја вистина. Без разлика во каква ситуација вие се наоѓате, во какви долгови да сте, Бог може да ви избави. Од секоја ситуација може да ве избави. Вие дали верувате во тоа е клучно прашање. Дали Бог е твојот снабдител? Дали Бог е твојот избавител? Ако веруваш, тогаш ќе ги доживееш тие чуда Божии. И од долгови на картица ќе видиш нешто друго. Ќе видиш наместо минус плюс. Наместо проблем решение на проблемот. Ама како? Ма твојот ограничен мал мозок е различен од Божите патишта. Твоето прашање не е зошто, како ќе биде. Твоето е, амин Господе, да биде. Се што имаме не е од штедење на парите. Така делува. Тоа е приказната, сценариото. Но треба да знаете, се што поседуваме и имаме, не го добиваме според делата и според нашите залагања. Го добиваме по милост на Господа. Некој ќе рече, како бе, јас се потев за ова, го добиве. Да, и многу други се поте, ама умреа. Не го видоа овој модел на мобилен. Не го носеа блузичето, ланчето, часовникот или колата. Затоа е многу важно да сватите дека на вистина се што имаме во животот е благодат. Не резултат на твојот труд. Ако тоа го имаш, тогаш да знаеш, ќе ти биде од дрвено на камено живот. Ама ако прифатиш и кажеш, Господе, што и да правам, од Тебе доаѓа се, и на Тебе ја препишувам славата и заслугата, ете тогаш, тоа што го имаш, тројно ќе ти се зголеми. Во Римјан 11 глава 5 до 8 стих вели, така и во сегашно време има еден остаток избран по благодат. Но ако е по благодат, не е веќе по дела, зашто тогаш благодата не би била благодат. И што тогаш? Вели, Израел не го доби она што го бараше. Избраните пак го добија. А другите се закоравија, како што е напишано, Бог им даде дух што не чувствува, очи да не гледаат и уши да не слушаат, се до денешниот ден. Овдека говори дека кога си спасен по благодат, тоа е избор на Господа, а кога зборува за благодат, ги исклучува делата. Вели, ако е по благодат, не е веќе по дела, бидејќи тогаш благодата не би била благодат. Така да никој од нас не добива заради трудовите, залагањата и напорите. Сите ние примаме по милост на Бога преку таа Божја благодат. Зошто е ова важно да го разберете? Бидејќи благодата снабдува, а законот бара захтева. Има барања да се исполнат. Зошто е ова уште повеќе важно за вас? Одиме уште подлабоко сега во третата фаза на промена на вашиот начин на верување. Во Јован 1 глава 17 стих вели зашто законот беше даден преку Мојсей, а благодата и вистината произлегоа од Исус Христос. Ставив акцент на два збора. Дали ги чувте? Едниот е даден, а другиот збор е произлегува или во друг превод дојде. Бог намерно го постави Мојсей, неговиот слуга, за да го донесе законот и сите луѓе да разберат колку се грешни, бидејќи беа горди и не осознаваа дека Бог е свет и праведен. Бог преку законот го изрази неговиот неговите барања, иако Бог знаеше дека човечкиот род не може да го исполни законот. Затоа Бог го даде законот преку слугата Мојсей, но потоа дојдоа благодата и вистината. Значи законот беше даден, како дадено барање или захтев, но потоа благодата и вистината дојдоа. Пристигнаа како личност. Од кого? Од слугата ли?
Не, туку од Божиот Син, а тоа е Исус Христос, од кого произлегува благодата и вистината. Прашањето до вас ми е, дали си поблизок со слугата или со синот? Дали си поблизок со слугата Мојсе или си поблизок со синот? Слугата Мојсе го изрази умот на Бога, но синот го објави и го покажа срцето на Бога. Зошто е важно да одите по благодат? Законот поставува захтеви, барања да се исполни нешто со труд, личен труд, лично залагање, напор, залагање, труд, жртва. И кога човек ќе навикне да живее под законот, тогаш започнува така и да размислува. Прашањето е дали денеска со она со кое што се соочувате, дали тоа ви наметнува да поставите високи очекувања кон себе, сами себе си. Си поставувате ли пред себе си високи цели и напори за да ги исполните? Мора да е вака, мора да е така, мора да изработам смената, ако треба и дежурства за да имам ова, за да имам... Кој вели не? А во последно време не, ама предходно да, значи. Видите, си ги поставуваме тие. Ова требало вака да било, така да било, морало да биде. И тогаш вложуваме многу повеќе од колку што мислиме дека вложуваме. Вие сите сте со висок критериум и захтев кој што сами пред себе си ги поставувате тие цели и копнеете да ги реализирате. Токму тоа носи што? Стрес, прегорување, незадоволство, нервоза, хроничен умор, неспани ноќи, солзи и разни други пројави. Тоа со еден збор можеме да го наречеме притисок кој што произлегува од постојано барање нешто од себе си. И овдека 95% го имате овој проблем. Дали ќе си го признаете или не, колку сте свесни на ова ниво за оваа работа, е друго прашање. Вие секогаш, кога мислите дека треба да го дадете најдоброто од себе си, си ставате јарем врз себе. Јарем, знаете ли што е јарем? Багаж, товар. Таков јарем и товар наметнува законот кој што го носи менталитетот на Стариот Завет. Нешто кое што сега е погрешно, бидејќи пристигна Исус Христос во тело и донесе благодат и вистина. Исус ги погледна фарисеите, ги виде и луѓето и што им кажа? Дојдете при мене сите кои се трудите и сте обременети и јас ќе ви дадам одмор. Земете го мојот јарем на себе и научете се од мене, зашто јас сум кроток и понизен по срце и ќе најдете одмор на своите души, зашто мојот јарем е пријатен и моето бреме е лесно. Матеј 11 глава 28 до 30 стих. Какво беше тоа трудење и обременување за кое што Исус зборуваше? Дали тоа значи дека луѓето беа изморени од сточарство, земјоделство и од различни други работни обврски? Не. Луѓето беа обременети од товарот кој што фарисеите го ставаа врз нив, го наметнуваа врз нивниот ум. Треба ова да го направите, треба вака да направите, треба вака да постапите за Господ да ви прости, треба да жртвувате, треба ова и ова да го правите, треба се покаеш да ти е простено. Тоа беше товар и јарем за луѓето, а тоа со еден збор се вика законот. Исус што кажа? Дојдете кај мене и јас ќе ви дадам одмор. Мојот јарем е пријатен и моето бреме е лесно. Што е тоа за нас во денешно време, во практиката? Вистинскиот јарем од Бога, кој е пријатен, и Божјото бреме врз тебе кој е лесно и ти го дава Бог, значи дека Бог најпрво ти ја дава неговата благодат за кога вршиш нешто да ти биде лесно и да ти биде пријатно. Ова значи и да имаш работни задолженија обврски, поле за работа на различно ниво, ти преку Божјата благодат ќе имаш знаење како да се справиш со таа ситуација и во самиот тек на менаџирањето на тие ситуации со обврските ќе искусуваш лесно бреме и пријатен јарем, а не пот. Потта е одлика на проклетство и на телесна сила. Духовните и Божите работи кои што се извршуваат со пот, Господ не ги прифаќа. Потребно е да се извршуваат со духовна сила што доаѓа од Светиот Дух.
Затоа е важно да сватите, кога сме во Исуса Христа, ја примаме таа благодат и животот не е мачителен. Потекот на благодата значи дека она што Бог го заврши за тебе, ке го искусиш и доживеш без да си мачени. Евреите беа 1500 години под законот и никој од нив не успеа да го исполни законот. И затоа не треба ниту ти да се трудиш да го исполнуваш законот на Мојсе или познато како 10 Божји заповеди. Единствено што треба е да научиш да си поблизок со Божиот син Исус Христос, отколку со Божиот слуга Мојсей. Бидејќи ако со слугата се дружиш, тогаш ќе се потиш од и слугата работи. Слугува. Но ако си со Синот Божји, тогаш ќе влезеш во саботната починка, кое што всушност представува искусување на бенефитот од се што Исус изврши за тебе на крстот. Ова значи да ја примиш благодата на Бога преку Исус и вистината те ослободува од законот. Евреите или јудејците знаеа се за законот, но Исус им се обрати и им рече. Јован читам 8 глава 31-32 стих. Тогаш Исус им говореше на јудејците што беа поверувале во него. Ако вие останете во моето слово, навистина ќе бидете мои ученици и ќе запознаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Од што ќе ги ослободи вистината која што дојде преку Исус? Од законот. Исус Христос, знаете, Синот Божји, дојде да ја објави љубовта на Бог Таткото за паднатиот свет, за паднатите луѓе. Исус го исполни законот и не бараше од луѓето да го исполнуваат. Не и рече на проститутката, што сакаа да ја каменува, што беше фатена во прељуба, не и рече од сега жено, на метката врзглава во синагога секоја сабота ќе клечиш долу. Така ли рече? Што и рече? Оди и не греши повеќе, ама прво и рече, и јас не те осудувам. На кој друг му покажа прошка? На сите. Дали на било кој од тие им кажа да го исполнуваат законот? Исус го исполни законот и не бара од луѓето да го исполнуваат. Он го исполни заради нас, наместо нас, и ни покажа како да се потпреме на Бога, на Божјата љубов за нас, на самиот Бог, кој што го откри како татко. Дотогаш луѓето знаеа за Бога дека Елохим, Адонај, Елшадај, но не го познаваа како Аба, а Исус го објави како Аба. И што кажа Бог во Светото Писмо, да прочитаме Евреи 8 глава 8 до 13 стих. Но укорувајќи ги вели, ете идат денови, вели Господ, и со домот Израелов и со домот Јудин ќе склучам нов завет. Но не таков завет како што склучив со татковците нивни во денот кога ги фатив за рака за да ги изведам од земјата египетска, зашто тие не останаа во мојот завет и јас ги остави, вели Господ. Но овој е заветот што ќе му го дадам на домот Израелов во оние дни, вели Господ. Ќе ги врежам законите своји во мислите нивни и во срцата нивни ќе ги напишам и ќе бидам нивни Бог, а тие ќе бидат мој народ. И ниеден нема да го учи својот ближен и ниеден брат од свој позна го Господа, зашто сите од мал до голем меѓу нив ќе ме знаат, бидејќи ќе бидам милослив кон нивните неправди, а за гревовите и беззаконијата нивни нема веќе да си спомнувам. Ако ga вели нов завет, првиот го направи застарен, а она што е старо и застарено близу е до исчезнување. Амин. Што ова значи? Бог вели дека ќе постави нов завет и дека никој нема да го учи својот ближен и да му рече запозне го или позне го Господа. Туку од мал до голем сите ќе го познаваат Господ, така вели. А зошто? Бидејќи Бог вели, ќе ме знаат, бидејќи ќе бидам милослив кон нивните неправди, а за гревовите нивни и беззаконијата нивни нема веќе да си спомнувам. Ете, тоа ќе го осознаваат луѓето. Со ова разбираме дека простувањето на нашите гревови е тесно поврзано со познавањето на Господ. На тој начин го запознаваме Господ, осознавајќи дека ни простил. И сите ќе знаат за Бога, интуитивно, внатрешно, ќе знаат дека Бог постои. Ќе знаат за Него, бидејќи е милослив и бидејќи ги простува сите нивни гревови преку Исуса Христа, кој го прати да биде жртва заради нас. Зошто ова го втемелуваме вечерва? Бидејќи Бог сака да знаеш
дека неговата љубов е секогаш поголема од твојата слабост, од твоите гревови, од твоите мани, недостатоци и грешки. Дека тој ти прости преку Исус Христос и ти овозможи да ја слушнеш оваа вистина која што треба да те ослободи од вината, од срамот, од товарот на грижите, од погрешните верувања дека Бог ти е луд за нешто, од чувството дека не си доволно добар или не си достоен за Бога. Што значи тоа? Смееме ли ние да продолжиме да грешиме заради тоа што Божјата благонаклоност не ослободи од подчинетоста под законот? Никако. Вели, зар не знаете дека на оној на кого ќе му се понудите да му се подчините и да му робувате, негови робови ќе станете? Можете да му робувате на гревот, а тоа води во смрт. Или да му бидете послушни на Бог и да се здобиете со праведност. Благодарение на Бог, вие што му бевте робови на гревот, од се срце го прифативте новото учење што Бог ви го даде и му станавте послушни. Сега ослободени од вашиот поранешен господар гревот, вие и станавте робови на праведност. Ви зборувам вака преку примери со робови и господари, бидејќи вие се уште имате слабост спрема своите тела. Вие порано ги предававте вашите тела да им робуваат на гнасоти и разврат. Сега предајте и се целосно и станете и робови на праведноста за да станете свети. Амин. Но откако бевте ослободени од власта на гревот и му станавте робови на Бог, вашите постапки сега ве водат кон свето живење, а крајниот исход за вас ќе биде добивање на вечен живот. Зашто платата што ја дава гревот е смрт, а подарокот што го дава Бог преку вера во нашиот Господ Исус Христос е вечен живот. Римјани 6 глава, читав од 15 до 19, 22 до 23 стих. Амин. Ова е Евангелието кој што треба да го разберете. И тоа е помирување со Бог преку Исуса Христа. И доколку ти живееш со верувањето дека Бог ти прости, ќе имаш правилно верување кое што ќе ти овозможи правилно однесување, правилен говор или изразување и правилно живење. Ова значи дека благодата ќе биде атмосфера на твоето живење и секојдневно ќе искусуваш благодарност, бидејќи си преку Христос избраник на Бога. А што значи да си избраник од Бога? Тоа значи дека нема никакво осудување за оние кои што се во Исус Христос. Се разбира, луѓето кои што го немаат Светиот Дух, ова може за момент да го разберат за 5 минути и за 5 минути да го заборават, но доколку сме отворени за Светиот Дух, кој што е Дух на благодата, тогаш Светиот Дух ќе ни го потврди ова сведоштво во нас. И вели зашто тој, Исус Христос, со едно принесување ги направи совршени за секогаш оние кои се осветуваа. Совршенство во духовен аспект значи дека твојот стар дух е погребан, твојата стара природа е погребана, умрена е. Во Христос си ново создание, си нова раса и твојот дух, новороден дух е совршен. Затоа вели Исус Христос со едно принесување ги направи совршени за секогаш оние кои се осветуваа. Пазете, вие тоа треба да го искусите внатре во вас. А вие наместо тоа да го искусувате, вие постојано си фаќате белешки. Списокот е полн со вашите мани. Ваквов сум, таков сум, глупава сум, мизерна сум, депресивна сум, реуматична сум, оваква сум, таква сум, сенилна сум, не знам, оставена сум. Тоа се погрешни идентификации спротивни на Светото Писмо, кое што тврди дека си направена, совршена за секогаш преку Исуса Христа, кој што со едно принесување Он го направи тоа за тебе, мене и за сите што се во Него. Ова е длабоко кој треба да го осознаете. Кога ќе биде дел од системот на вашето верување, тогаш ќе излегуваат зборови на градивност, на конструктивност, на успех и просперитет и тогаш ќе преуспевате. Дали разбирате? И продолжувам. А и Светиот Дух ни сведочи за тоа. Кој ни сведочи? Ете, тоа сакав да ви го кажам. Сето ова што го зборува вечерва, Светиот Дух на тие што ќе му дозволите, ќе ви просведочи за тоа, откако рече, ова е заветот кој ќе го склучам со нив по оние денови, вели Господ, ќе ги положам своите закони на нивните срце, ќе ги напишам на нивниот ум
и за нивните гревови, и за нивните беззаконија нема веќе да си спомнувам. А каде има проштување за нив, таму нема веќе приноси за грев. Евреи 10 глава 14 до 18 стих. Значи што ќе ни припомни Светиот Дух? Какво сведоштво ќе ни даде Светиот Дух во нашиот дух? Што ќе ни објави? Дека заветот кој што Господ го склучува со нас, вели дека ќе ги положи своите закони на нашите срца, ќе ги напише во нашиот ум и за нашите гревови и за нашите беззаконија повеќе нема да си спомнува Господ. Дали сега го разбравте сведоштвото што Светиот Дух го носи? Прашањето ми е, ако Господ веќе за твоите беззаконија, гревови и грешки не си спомнува, зошто ти си спомнуваш постојано за твоите неуспеси во животот? Зошто постојано си го враќаш филмот со твоите ситуации и гревови во минатото? Ако тоа го правиш, ти го воскреснуваш умреното и тоа започнува да те следи како сениште, како демон и те тера пак да го правиш тоа од минатото. Еднаш за секогаш што ме распнато на крстот и е умрено телесното и грешното, не мисли веќе за тоа, не го припомнувај, бидејќи и Бог не го припомнува веќе. Дали разбирате, избришано е и целосно одмиено од тебе, од твојата личност и од твојот живот, од твојата душа преку Исусовата крв. Затоа што ова прави промена во вашиот систем на верување. Јас денеска можев да ви зборувам за Езекијел, да ви кажам за Господ колку е праведен, строг, како така, треба да се каете, коси да кубите, кошулите вака да ги раскопчувате, но ние не живееме во тоа време. Мора да разликувате под кој завет живееме. Ако живееме под Стар Завет, тогаш корнете коси. И според законот, ако го нарушите, ќе живеете под проклетство. Но дојде благата вест, а тоа е Евангелието, дека Господ го помири со себе сиот свет, жртвувајќи го својот син Исус Христос. И тој нов завет е валиден преку пролевањето на Исусовата крв, која целосно не очисти и не оправда како никогаш да не сме грешеле. Ако живееме под новиот завет, тогаш сме под благодата на Господа, не под закон. И тогаш тој што не води во животот не е телото, кој што ни сведочи дека Господ не сака, дека тој ни е татко и дека ние сме возлюбени деца, оправдани преку Исусовата праведност, чии што беззаконија се целосно опростени и за кои што Господ веќе не си спомнува. Штом ова се втисне како амблем или печат во вашиот систем на верувања, вие ќе излезете од циклусот на повторување на грешки. Бидејќи кога веруваш дека си неуспешен, дека си слабак, дека си податлив на алкохол и цигари, така и ќе ти биде. А ако веруваш дека си силен јунак во Христос, победник преку Христос, тогаш ќе победуваш во живот. Ако веруваш дека ти си благословен да живееш живот во изобилие, така и ќе ти биде. Според верата ќе ти биде. Како веруваш, така ќе биде. Никој не добива благослов заради своите постапки. Благословот се добива заради постапката на Исус, кој што беше до крај послушен и ја исполни Божјата волја за нас. Заради Него ние имаме провизија и добивка и благослови. Тој заслужи за нас. Кој ќе каже амин? Во Него сме целовити. Без Исус ништо.